Почитувани гледачи, добро вечер и добредовавте во уште едно издание на Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва гостин во студиото е Петар Георгиевски, мојот драг пријател, како Перо каза, и Перо ти ветив дека ќе направиме една специјалка со тебе ако било кога во животот се кандидираш. Реши да се кандидираш, кандидат си за градоначалник, еве ми и ја го одржувам зборот. Ти благодарам за одржаниот збор. Мислев дека никогаш нема да се случи ова, но ете се случи за сите генерации што следат, да им покажеме на нашите деца дека се уште постојат храбри луѓе кои ќе пробаат да им се спротистават на овие два големи бастиона. Мислам дека на крајот од денот ќе бидеме победници. Ние и граѓаните. Бидејќи јас и ти, нашето пријателство и познанство датира уште од почетокот на 80-тите, ти од времето на панкот, ја од времето на новиот бранш, што и да бев, и така натаму. Музиката беше нашиот заеднички именител, и иако вечерва ќе збориме за политика, иако ќе збориме за град Скопје, за твојата програма, ја морам меморија, музиката и све околу. А си спремил нешто? Има нешто, еве вака, како за старт на нашите гледачи, да за едно загревање. А мислам дека на гледачите на ТВ Сонце особено ќе им се допадне ова. Трет референдум. Кога си сам и да се и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Слободна, суверена и самостојна Македонија. Таму кај што вечно сонце сјае, таму е Македонија, народ земја, што сакам јас. Варда гали, полиња со жито, слободна и гоја, Македонија, со песната своја, земјава, ми ги маѓеца срцава, и вино од изворот нејзин. Пијам јас. Ај заедно, да не чујам! Кога си сам и знаеш што е се, надеја ти, сети се, Македонија ги нуди, нуди се. Кога си сам и знаеш што е се, надеја ти, сети се, Браво, Скопје! Таму кај што вечно сонце сјае, таму е Македонија, знамето наше вечно ќе се вее. Кога си сам и знаеш што е се, Како ти се овие сеќавања од овој миг? Го памтиш датумот, го памтиш денот? Може да бидам искрен, тие секоја секунда Од овој свечен чин го памтам и живеам со него веќе 30 години. И точно оваа кандидатура за град Скопје е посветена на четвртиот илинден за мојот живот. Тоа е кандидатурата за градоначалник на Скопје да му ја вратиме душата на градот. Убаво. Ова е
вечерта дента кога се прогласи референдумот за независна Македонија, тогаш на бината беа и Киро Глигоров, го видовме на почеток, Клюсев, велат можеби најдобрата влада во историјата на Македонија, таа така наречена техничка влада, можеби едно од најуспешните. Тогаш вие настапивте и имаше навистина многу емоции во публиката. Тоа беше и во публиката и во нас. Јас учествував и во организацијата на овој настан заедно со Слободан Чашуле, Господа го прости, и Ѓорги Варошлија од Македонското радио. И јас како најмлад го предложив тоа трети Линден и прво се нечкаше господинот Варошлија. И Чашуле вика, па добро еве, нека биде трети Линден. И затоа ви кажувам сега, ова за мене кандидатура е четврти Линден. Значи имам авторско право врз тоа тогаш. Супер. Убави сеќавања. Ете, памтиш ли кој друг све настапи таа вечер? Па, мислам дека настапија Игор Џамбазов со двајца со Зеко и со Пиже. Како се вика, само да ми текнуваш баш? Нема. Прерипај, идеме дале. Владко Стефановски така, или Лепи Сол. Така. Не се сеќавам тоа време дали беа заедно или беше само Владко. И Зијана Гевгелија. Значи, централниот дел, значи, она од 5 за 12, од 12:05, ние бевме со Ован под звездите и со Македонија, значи веднаш по прогласувањето на референдумот. Спореди го тоа време тогаш со ова денеска. Или што би рекол трендов во еден надпис, јас стварно вика не знам каја утнавме работава. Бе, да не глумиме ние сите лудило, сите ја утнавме работава. Значи, ако бевме се осмелиле сите уште во оние години кога ја правевме оваа држава, ние, кој ќе кажам, градските деца, не мислам на овие градски деца кои се само од Скопје, него на деца кои имаат дух и чувство за град, за припадност, за честност. И го земевме правото на овие што не узурпираа 30 години, се надевам дека немаше да дојдеме до ова дерече. Сега, што можеме да исправиме, ќе исправиме. Мојата кандидатура за ова зошто се кандидираш? Е апсолутно надвор од памет, затоа што ако некој успеал во животот да реализира скоро се што еден човек може да замисли, ова е само за твоите, моите деца, да ги вратиме оние деца што се избегани во туѓина, да им дадеме шанса да видат дека постојат луѓе од постарите генерации кои се сакаат државата и кои сакаат да направат се за да го вратиме повторно оној спокој и сјајна Македонија и на Скопје. Перо, збориш како да се кандидираш за председател на држава. Мислиш ли дека на ваква функција како град Скопје можеш да направиш такви промени, да ова што го збориш не биде само флоскула, да, туку да биде реалност. Некој да рече, види што направи од градов Њујорк, мислам, карикирам. Не карикираш, така отприлика ќе биде со неколку клучни моменти. Прво, мораме да знаеме со што ќе располагаме во касата на градот Скопје. Што оставил господинот позади себе? Добро. Може да оставил само пепел. Од пепел ќе правиме што можеме да правиме. Но овие проекти што ние заедно со Левица ги загораваме не се мегаломански проекти. Тоа се логични, човечки проекти. Проекти за луѓе. Луна парк. Ја во мојата програма стои изградба на Луна парк да им го вратиме повторно детството на нашите деца и внучиња. Излегува господинот Шилегов и кажува, не може вика тоа така. Ние заедно со ВМРО се договоривме на седница сите 40 да не правиме Луна парк. Јас сум шокиран. Чекај, како не ми е јасно. Прво Коца го почна Луна паркот, веќе го направија, па ја изгуби Ништо не направи, ништо. Шилегов рече ќе го почна она сечата, нели, као основата. Све и секој искршија. И треба тука да изникне новиот Луна парк, кај мене го презентираш во емисија. Така? Ама Луна парк нема. Да, изгуби на избори, тогаш веќе локални, дојде Шилегов и он го вети Луна паркот и евене. И евене парите за Луна паркот се потрошени на гужва во Дебармало, кај што се става на асфалт, зашто асфалтот не се гледа колку е дебел, а Луна парк се гледа играчките. Ете, таму отидоа парите, заедно и едните и другите изгласале да се прави Дебармало улиците кои си беа пристојни. А
една метропола како Скопје, која брои 500-600 илјади жители, можеби во некои моменти 700 илјади, греот е да нема за своите деца каде во сабота и недела да ги однесеме. Значи, првиот проект, и тоа не е проект кој е такви милионски суми, некои 5-6-7 милиона евра, веќе сме во разговори со една турска компанија и се надевам дека доколку го добиеме гласот на нашите граѓани, во првата година, до крајот на мандатот, ќе биде реализиран точно прво Луна паркот. Почнавме малце од обратно, обично, ја имам 4, нема проблем, тогаш ќе, знаеш како, еве Луна паркот е убава работа, некој ќе рече потребна или непотребна, ја апсолутно се слагам. Моите најстари сеќавања од детство не ми е мојата соба или мојот двор или мајка ми или татко ми, туку ми е првото качување на оние љуѓашките во Луна паркот што беше кај 2 Јелена, после беше преселен таму. Значи до толку сум стар. Ја знам Никола Карев се шеташе, Јане Сандански тука и ја трчкав меѓу нив. Сакам да ти кажам дека потполно ми се допаѓа оваа идеја за Луна парк. Дали ја имаш, ајде да се задржиме уште малку на Луна парк. Си имали идеја што ќе биде содржински? Ќе биде тоа нешто мегаломански, ќе биде ли тоа Дизниленд, ќе биде или ќе биде како овој само подобрен? Значи тоа ќе има некаков ролокостер кој е секаде во светот познат за возење. Тоа е голема работа. Така, тоа не е некакви големи пари, некаде околу 2 милиона евра. Значи и сега не би говорил за сите играчки поединечно, нели, она трам што се качува. Чисто као и ќе ти кажам, она што се качува некаде на 30 метра па се спушта, тоа е некаде околу 500. За паѓање у несвест, супер. Паѓање у несвест, така, уште пар такви трикови, бидејќи самиот простор не сакам да го узурпирам надвор од тој Луна парк. Значи само во просторот што е сместен, не сакам да уништуваме зеленило, него да останеме само во габаритот на Луна паркот. И една многу битна работа, не знам колку се сеќаваш, ја имам 2 пати свирено, оној мал амфитеатар кој беше кино, каде што одевме во летно кино на отворено и каде што имаше изворедна акустика, ќе направиме пак еден мал амфитеатар до 700-800 луѓе, каде што ќе може да се гледа летно кино и каде што ќе може да се прават летни концерти. Значи, комса, тука е сличната концепција. Ние ништо не треба да уништиме, ние само треба да го направиме модерно она што било веќе направено. Виенско тркало? Па, не верувам во такви работи. Тоа многу големо е. Многу... Имаше тркало ваму, ама не одговара за просторот. Неколку пати луѓе се заглавуваа па викаа од озгора. Не ради тоа, него ова се малце помодерни работи што треба да се случат. Океј. Моето дали го елабориравме зошто се кандидираш? Дали све ми кажа зошто, со кој памет влезе? Ти си успешен музичар, уште поуспешен бизнисмен. Цело Скопје знае колку си успешен, дека материјално си среден, дека тебе пари не ти требаат, дека пари направи у животот, направи со добар бизнис, со твоите 2 раце, така да немаш кој што. И сега одеднаш влегуваш у сево ова од некакви идеалистички причини. И децата ти се пораснати. Што е оној друг скриен мотив? За овие последните, за децата. За основата дека цел живот, сигурно, кога ќе одам во пензија, ќе се кајам ако не пробав, а чим пробувам, ја обично победувам. И мислам дека ќе направам се да го оправдам и за моите деца, и за другарите на моите деца, и за твоите деца, и за сите оние што доаѓаат, правото дека секој човек треба да собере храброст и да се одважи да го направи она што мора во еден момент да го направи. Да заборави на целиот комодитет кој го има, иначе мене сега ми фалат трките, каде што не можам да додам бидејќи сум цело време ангажиран. Значи сега помалку возам точак, помалку трчам, помалку пливам, помалку се дружам со луѓето со кои се дружев. И едноставно решив дека сум му потребен на градот и на сите оние што сакаат да имаат нов лик на политичката сцена, бидејќи јас нема да бидам политичар, јас ќе бидам само менаџер на градот Скопје. И едноставно ќе знам да го изменаџирам како во Македонската радиотелевизија, каде што бев со години директор на ревискиот и танцовиот оркестар, како што го позобнови Скопскиот фестивал, како што потпиша 160 изданија
на музичката продукција, која пред мене броеше 0, а после мене повторно 0. Кој кажам после мене, тоа да не биде сватено дека сум бил само јас, тоа е цела екипа. Значи, мојот тогашен директор Јане Коџобашија ни даде одврзани раце. Тогаш беше уредник со мене заедно Мате Груевски во народната редакција, Ристо Аврамовски во сериозната и јас во забавната редакција. И направивме се она да се горде Македонската радио телевизија, да ги има сите постулати на една модерна телевизија. Значи, имавме ревиски оркестар, имавме танцов оркестар, оркестар на народни песни игри, камерен оркестар, чалги и се тоа беше во тие години дека ние бевме во продукција. По нас се тоа отиде мајчино. За жал. Зошто левица? Зошто со левица? Вака, ја те знам, виличар си страшен, ретко кој може да те надзвори, ама, ќе ми простиш, не си глуп, што го користам овој израз. Интелигентен си, дури и лукав си. Можеш слоевито размислуваш, делуваш наивно, ама кога треба нешто да го направиш, обмислуваш како ќе го направиш. Значи, не отиде сам, иако, нели, вака овие, која ги збориш овие работи, Перо, иде, окей, јас сум тоа, ја идам сам. Како? Туцајте ја и сада држим час. Туцајте. Имат новата верзија. Да, добра верзија. Они сега пробуваат сега веројатно да ми ја направат. Пинк верзијата е туцајте ја и сада држам час. Но ти одлучи сепак со левица. Ај малце, мислам дека тоа е повеќе твој проект него нивни. Вака, значи... Ама мислам ја. Те молам, објасни ми. Еве, многу кратко. Бранко Ристов е син на Жарко Ристов, членот на Букефал ЖР, еден од основачите на нашиот мотоклуб. И ми се јави по телефон, татко му е починат, иначе, пред 5 или 6 години. И така речи, ние од клубот добиваме право да се грижиме за децата од нашите починати колеги моторџи. Ние сме мал клуб од 7 луѓе. И Бане ми се и вика, бе, Перо, да те прашам нешто, ние разговараме за град Скопје, слушнав дека сакаш да се кандидираш, читам нешто по портали лево десно, дали е точно? Викам, Бане, ми предлагате, му викам да се видиме, па не би било лошо. Му викам, истото сакав да ти го кажам, само сакав од мајка ти да го побарам бројот на редниот ден. Некои работи кога сакаат да се спојат, бидејќи Бане е член на президиумот на Левица, па за едно пола сат ја организиравме средбата и тоа беше љубов на прв поглед. Значи, многу работи одеднаш ги решивме и мислам дека таму не е таму хиерархија, па си е впали и гаси, таму има президиум, повеќе луѓе еднакви. По нашиот разговор неколку сати, дојде малце поголема екипа. Значи, бевме на, така речи, заеднички тестинги едни со други. И таа поголема екипа веднаш реши дека е вин-вин ситуацијата, така да трнавме заедно, објавивме и етене. Перо, неколку пати беше гостин во емисијава, имаш силни патриотски чувства спрема Македонија, особено знам за името дека демонстрираше многу силен интегритет, кажуваше и се фалеше. Ова е далеку пред ова да се, нели, кога идеше на најсеверната точка, како си ја представуваше фотографии твој Македонија и Македонија на грбот, на моторот и така натаму и така натаму. На срцето. На срцето, се извинуваме, не сум запамтил све, но запомнив таква. Дека имаш тоа силно патриотско чувство и не се согласуваше со политиките кои беа и сега не се согласува. Но интересна работа што Левица има силна идеологија, иако е во подем партија во последно време, има силна идеологија, а тебе те знам, опериран си ти од идеологии и такви работи, ти си прилично, како да кажам, straight forward, сам. Тебе се ти е јасно, ти си човек кој имал клиничка смрт, си бил од онаа страна. Тебе ти си видел 3 пати. Ти си видел работи кои ние допрва треба да ги видиме и никогаш нема да сведочиме за ова. Ја и ти разговаравме овдека. Имаше ли улога идеологијата на Левица или нешто друго? Зошто Левица во цела ова работа? Зошто не со ВМРО? Зошто не со СДСМ? Па да им ги
да им Прашувам. да им става мур на нивните криминали што ги правеа и едните и другите со 30 години. Значи, левица е најчистото нешто што се случило во последните 5 години во Македонија. Едноставно, кога разговаравме, еве сега ти каже дека јас сум аполитичен, не е баш така. Само мојата идеја за политичка партија со име Социјалистичка партија на времето беше земено од Дзинго и тоа отиде во историја. Зошто? Бидејќи јас сум по убедување санданист. Сандиниста. Ја не сум дански. Санданист. Ја реков сандинист и овие... Ја не сум дански. И... Клеш. Така е, Клеш. Лондос, Брнеј и така натаму. Малку мина знаат дека панкер беше на времето, ама и ќе зборим и за тоа. Да, значи и разговараме со Апасиев, па вика, ја исто така размислувам. Вика, јас мислев дека си ти од Кочораци, вика социјалисти. Не, му викам од Сандански. Вин-вин ситуација. Се до сега што правиме, имаме изворедно разбирање и момците кои се членови на и кандидати за градоначалници на левица се сите вау. Значи го гледав Андреја во центар, детено брилираше. Значи вчера го гледав Дарко во Карпуш, тоа не знаеш кој е подобар. Деве кажи, некој си го гледал у Јади Бурек. Па, јас го гледав во Јади Бурек, значи види вака. Се шегувам. Да, него го гледав во Јади Бурек, ама многу е битен јавниот настав вчера. И навистина ми оставија двајцата врвен впечаток. Јас се надевам дека сега мојата колешка Кираџиева, која е кандидат за градоначалник на аеродром, овие денови ќе видиме средби во аеродром, дека тоа ќе го повтори и да не говорам утре имаме во Ѓорче Петров средба, па потоа имаме во Кисела вода. Секој ден сум изненаден се повеќе од кандидатите кои ги има левица. Океј, да се вратиме на тебе. Ме интересира моето стандардно прашање ова, а тоа е што детектираше, што е проблемот во Скопје? Што е она што ти сметаш дека не чини, дека е катастрофално или она што не го приметуваме, а бара твоја интервенција и така натаму, а после ќе идеме Да, со прво мала иронија, нели? Концертната сала, универзална сала. Јас излегов да ја бранам од него универзална сала да не ја руши, со едно 5-60 граѓани. Они направија 3D проект по не знам кој пат, прво едните, па другите, па третите, значи некаде околу €1.000.000 да сега се дадени на проекти. На направење 3D мапинг како тоа би изгледало, тоа е отприлика парите што треба да се реновира универзална сала. Значи само од промоциите како треба да изгледа? Да, се пари што можеше да се направи. Од промоција направи. јајце, од промоција вака, од промоција така отприлика се парите Тоа се све потрошени. отидени у ветар пари. И сега, од кога јас запнав сериозно во програмата првите денови на Сител, ме тераа да кажам, кажи еден програм, кам е универзална сала. И после 3 дена, гледам градежна оператива, стајле 2 анкера алуминиумски, излегува. Господинот ти вика, еве се гради универзална сала. Ја не ми се верува. Викам, дали сонувам? Поминете сега, утре, на истото место си седат тие 2 анкера, нема ништо. Се ископаа дупки. Втор проект кој го кажува, бидејќи Не, тоа се твои проекти. Детектирај ми болни точки на Скопје, Да. канцери, вака. Значи, ја... Сега. Pero, да ти кажам лично, ја би ја срушил, таму би направил, знаеш каде е малото центарот, каде ние искачавме пред Ванил. Децата искачаат пред Силбо. Ја би им направил таму плоштад, а сала нова, универзална, би направил у Треска. А у Треска, драг мој пријателе, знаеш што ти Да, се згради ќе се Ново градат. Капиштец, нов Капиштец. Прво за универзална сала да расчистим. Универзална сала е поклон. Поклон не смееш да срушиш. Значи, Добро, тоа е моје мислење. Да, Значи, апсолутно почитувам. Тоа е моје мислење. Почитувам. Поклонот можеш да го поправиш, да им се заблагодариш на луѓето во времето кога си немал никаква сала, ти дале шанса да имаш концертна сала. Додуше, таква сала има и во Софија, и во Белград. Тоа е за коњи, уствари, за циркус направена сала. Во Софија беше таа и изгоре. Они не обновија никогаш. И тоа е циркус. Значи циркузите да не идат по чатри вамо и таму, Така. да се одржуваат Така е во почнато. Тоа е сала за циркус. Да, и после тоа таа сала остана во срцата на многу граѓани, таму беше Златно славече, таму беше Скопски џез фестивал, таму свиреше Меморија, свиреше Низар, Архангел, таму свиря Анастазија, таму свиря сите. Тоа
е за мене како да ми одземеш парче од животот. Така отприлика. И ако нешто второ направам, веднаш кога ќе дојдам, ќе биде сериозна реконструкција на таа сала која нема да чини исто така Бог знае какви пари. Без 3D проекции? Ба не ни треба 3D проекции, не ќе направиме салата, ќе направиме еден обичен 3D нацрт, како отприлика ќе изгледа. Јас во ниеден од проектите немам пари да правам такви, замислија сега за кампањава, за сите проекти што ги имам да направам 3D мапинг, ќе ми треба 3 милиона евра. Колку што отприлика имаат кандидати во другите. Ја имам 420 евра. Тоа ми е буџетот отприлика за кампањата. Добро, 415, пошто 5 евра рековме овде оставаш за кафе. Да, за кафе. За... Да. И екипа. да затвориме, значи универзалната сала е нешто што сигурно ќе го направиме. Една многу болна точка за која исто ме демантираше сегашниот градоначелник, ја викам, не постои метропола во светот која нема саем. Он вика на Скопје не му треба саем. Значи не му треба Луна парк, не му треба саем, не му треба ништо. Зошто не му требало саем? Затоа што тоа било трошок. Наместо да направите од саемот да има додадена вредност за градот, да има своја нова концертна сала, да има големи хали каде што ќе излагаат еден куп излагачи кои ќе плаќаат данок, од тој данок ќе влезат парите во касата на градот. Значи, тој проект ќе се направи со луѓе на тендер јавен, градот скоро и да не инвестира сем простор. Скопје со децени имаше своји добро, сега се гради вамо Изгейт, него сајмиште, но и на тоа сајмиште имаше редовно излагање, дали беше саем на книга, дали тоа беше автомобилскиот саем, саем за мебел, мултифункционален саем треба да биде. Ама не нон-стоп секој месец имаше некоја дешаванка. Саем за информатика, за компјутери, ако не се лажам. Така да беше добра шема саемот, интересен. Влечеше доста народ. Повторно од лукративни причини отиде во историја. Така, тоа се слагам. И ова треба да биде во Петровац. Се надевам дека утре нема да одиде. Каде? У Петровац. У Петровец бе го правил? Да, затоа што е тука близко Велес, тука е близко аеродром, тука е цела трансферзала, значи надвор од град нема загадување. Значи идеш ти на тоа цела Македонија да доаѓа, да не биде ова скопски така, саем. значи тоа е не само тоа, аеродромот е многу близко, значи да стигаат и клиентите, и тие што ќе излагаат, и тие што сакаат да учествуваат на саемот, да има голем паркинг, значи на простор каде што ќе биде сериозно зафатен, да во градот не правиме џурунтија, да го затвараме како нели кога се случуваше, дури и концертот на Меморија беше голема гужва, не можеше да се пристапи околу саемот. Така да тој проект е исто во нацрт верзија и доколку дојдеме заедно со Левица ќе ни биде еден од приматите. Да завршиме ова со што би рекле со бетонирање. Сега да зборуваме малку за една работа која скоро никој од нив не ја спомнува. Тоа е ботаничка градина. Не знам дали си бил во Загреб. Јас со моторите кога бевме во таа ботаничка градина и бев благо речено збунет од тоа како тоа изгледа, како тоа направено како џунгла, какви све растенија од цел свет има. Во Загреб не, али во Лондон бев и тоа мислиш дека си отишол на друг свет. У друг свет. Тоа е тоа го има Белград, тоа го има Загреб, тоа го има секоја метропола. Сега како ќе им дојдеме до глава на овие граѓевинарите, градот има околу 60.000 квадратни метри во расадник. И ние кои ќе направиме тамо ботаничката градина, веќе нема да може да градат. А пак ќе биде зеленило што се А ќе биде све зеленило и таа ботаничка градина. Објасни малце на гледачите прво што значи ботаничка градина, они да не мислат дека е тоа пазар зелка дека ќе се произведе. Имаме за зелка после мога би да направиме. Не, ботаничка објасни, градина ја ќе дрва... побарам малце бидејќи не знаев за ова дека ќе збориш, па малку ќе просурфам, можеби ќе илустрирам со нешто. Повели ти говори. Од разни дрва во светот и од разноразни растенија направено парк кој ќе изобилува со некакви езерца, со многу дрвја од целиот свет, со многу цветови и тоа ќе го водат луѓе стручни од факултетот за земјоделие и од градежништво и тоа ќе биде едно катче кое ќе биде многу различно од сеона до сега што сме го имале. Ете така отприлика. Сега не е така, не би требало пошто одма после тоа почнуваат да прават нови ботанички градини. У секунда они имаат пари, можда ќе успеат да направат и 3D мапинг у меѓу време. Ботаничка градина е не само дали ја замислуваш потполно отворена или да има и затворен дел со оној тропски дел. Така, значи тоа ќе биде ќе си плаќаш влез
по самиот простор за да може да се самоодржува градината. Така? И ќе запослиме повеќе млади луѓе, нормално. Луѓе, тоа ќе му припадне на луѓето кои се бават точно со хортикултура, со земјоделие и со разноразни работи. Еве некои фотографии кои така. треба да илустрират, Ете. што значи и отворен дел како парк со специјални Пред овие, пред самата ботаничка а градина. внатре затворено стакле како стаклени некој дел ќе огромен, биде некој дел ќе биде со кај што стаклењак. ќе има, не знам, банани, кокос, лиљани, Рецимо, тропски, само нема да има мајмуни. така. Нема да има животни. Така. Да. И нели таму може да се видат, јас сум гледал растенија кои нема шанса да ги видам, на пример земале некој специјален лотос од Азија кој не успева, па тука со специјални услови му дават. И луѓе идат, ја тогаш као клинец 80 години кога отидов викам, а зашто вие се ово? Вика, ние медитираме овдека, вика, психички воздухот, вика, дел во вика таа, во тој убаво дел. да седиш и гледав луѓе како читаат таму, да помине 2 сати како да бил на терапија. Па така отприлика е замислено целото. Баш како погоди, знаеш како пикадо, 10 чиста. И ова би било супер, само дали И ќе ти тогаш го нема да дадат. можат, не може да ми го дадат тоа, јас како градоначалник можам да го подпишам, тоа е државно земјиште. Значи припаѓа на градот. Нема што Така. дали ќе ми го дадат. И нема да може да Гледаш дека градот. веќе е полека ама изградено, тоа ако види се една видиш. работа. Значи тоа што е изградено е апсурд некој што ќе вети дека ќе дојдеш и ќе рушиш 30 катници, 20 катници, тоа е апсурд. Значи ние сега треба да се концентрираме на она што може да го направиме од она што останало небетонизирано во Скопје. Значи да го направиме зелено Скопје таму каде што можеме. Ќе можеш ли да Секаде. се спротиставиш на таа урбана мафија, бе доаѓаат со големи пари? Па, види, ако направиш ти таков проект и ако го зацрташ и ако почне да работи, не може он више поише да го струши. Може да дојде некој друг градоначалник па од лукративни причини тоа да го продаде. Па да прават што сакаат. Вака нема да можат. Чисто да им покажеме само и на гледачите Да. кои не знаат каде е расадник. Еве Ете, го тоа е овој. просторот. Ова е Точно е. просторот, последната зелена Ете, оаза така нема да им даде на да Скопје. направат. Овдека беше Види, во еден дел имаат веќе приватно земјиште, во овој дел, но во голем дел припаѓа како парцела на град Скопје. ова што беше, тетин ми работеше тука, како се викаше тој, имаше тука расади од специјално калемени, не знам, праски, бадеми и така натаму, луѓето ги купува како расадник, да, па затоа и расадник, Затоа да. се вика Расадник се викаше, да. Затоа Расадник. Да. И- Нели е логично? И ама еве ги зградите, Перо, ако можеш да видиш, веќе почнува да се значи, нарушува. тоа што е Ова се приватно- бензинските пумпи тоа што тука. е приватно земјиште не можеш да го узурпираш, тоа не може да си прават тоа што ќе прават. Но се останато што е државно нема да може повеќе да оди на експроприација и на продажба. Ова ќе биде најатрактивната работа во Скопје во историјата, ако ти успее. Па се надевам дека ова се све проекти кои не коштаат како што викаат подземни тунели, па што ја знам уште малце што мислам дека ќе вете оној балон што ќе ги пренесува граѓаните од центарот до Чаир, уште малку балони фалат во целава приказна. Значи, ова се остварливи проекти. Прво треба да тргнеме со тоа што е остварливо и полека после тоа да разговараме со сериозни луѓе, да пратиме студенти, не да гледаат како е направена подземната железница во Берлин или што ја знам во Виена како е надвозникот направен со електрични столбови, него тие да се едуцираат и после тоа да се вратат во наредните 4 години и да ние ќе инвестираме во нивното школарина, фактички во нивните докторски дезертации. И потоа они ќе мораат 4 години да работат во град Скопје, да го вратат она што градот го инвестирал во нив и на тој начин да му дадеме смисла на градот и на младите луѓе да им дадеме шанса да учествуваат во градење на Скопје. А не ние да измислуваме топла вода цело време. Рапид, мапид, транспорт. Ајде да не. Рече дека не сакаш да збориш више за градење, ама имам 2 болни точки кои па мене ме болат, инаку не е во ред да ти ги поставам. Едната ми е кејот. Најубавата работа која е прво беше унаказана и пресечена линијата Карпош 4 до аеродром заради град Битеш што Страшна работа за ги мене. правеше. Сега Шилегов со мостови ќе прави и пак ние немаме од другата страна не заживеа, единствено Орце успеа нешто да го стокми оној дел кај Систина, колку толку, ама пак немаме
секој град покрај реката се најубавите места за рекреација или како ги викаат, знаеш како го викаат ќе? Инфаркт штрасе. Инфаркт штрасе, ама тоа да. Значи тоа е дел на спортскиот дел од програмата, каде што сум јас доста мислам повикан да говорам за тоа. Океј. Значи ние ќе направиме една стаза, тратан стаза, која ќе биде во должина прво 5 км од Влае до кај Жабар. За во вториот дел, бидејќи тука има се нерасчистени делови на тие мостови во делот на аеродром, се надевам дека многу брзо тоа ќе заврши и втора фаза. Кој ќе го заврши бе? Pero ако ти бидеш градоначалник, ти треба да го завршиш. Ќе го Тоа завршиме. стои тоа. Јанко, не може. Никој не го завршува тоа, не можеш. Не можеш ни со трчање, не можеш ни пешки, куќе едва и го поминува. Јанко, не можеме ние да се понашаме како претходните во последната година да ги менуваме работите. Мостот што е почнат мора да се заврши. И тогаш под мостот ќе се поминува таа стаза и се ќе биде колку што треба. Значи ќе биде со ширина некаде околу. Таа стаза треба да завршува до Ново Лисиче. Крај. Значи кажав точно. Значи тоа ќе Ти биде рече до кај Жабарот. Не, тоа е во првата фаза. Во втората фаза од Џабар до Ново Лисиче. Така. Значи тоа ќе биде стаза за трчање. Зошто е тоа така направено? Затоа што сега на она мало парче се тепаат тие што возат ролери, тие што возат точаци, тие што трчаат и сите имаме некаков екскюз проблем, ама сите чутиме и некако се снаоѓаме. Вака ќе го растеретиме делот. Најблискиот дел до Вардар ќе биде Атлетска патека. Атлетска патека и тоа мека атлетска патека, значи тратан стаза. Тратан. Да. Или тартан. Тартан. Извини. Тартан или тратан, така некако беше. Океј, не е битно. Трим патека, ајде. Трим патека. Да. Така е. Во средината ќе биде место каде што ќе се движат луѓето и тоа ќе биде строго регулирано со своите животни, значи кучиња, луѓе што шетаат, ќе може да го користат и горниот дел, а оваа патека ќе остане велосипедска и само за ролери. Yes. И ете така, од ништо ќе дадеме смисла на тоа парче што ти го нарече Кеј, и заедно, затоа што и Андреја од Центар, и Дарко од Карпоше, и трчачи, и вежбачи, и возат мотори, и возат точаци, заедно сите, со синергија, со вин-вин ситуација, тоа катче ќе го направиме и заедно со Весна Кираџиева ќе го направиме место на кое Скопје ќе биде гордо, за така речи 5 пари. Pero, супер што сме другари, ама ја сумничив. Не дај Боже, да не го оствариш ова, јас сум со GoPro камерата таму. Маста ќе ви ја вадам. Ова ти е снимено, вака само ќе ти ги повторувам, ќе го направам, pero кај си зошто не е направено? Мислам, тоа се клучните работи. Народов, градов нема више кај да се иде да се шета. Луѓе купуваат траки за трчање дома, купуваат собни велосипеди. Тоа е трагедијата. Зошто? Да. Нема велосипедски патеки. Немојте приказната имало. Не, тоа е шминка една умислена, колку да се рече дека има. Тој што вози, ја особено, знам дека нема. Све е тоа на импровизација ставено. Нема да биде на импровизација. Зашто знам точно како треба и што мене ми фали. Една многу битна работа што се случи овие денови, јас во првиот ден на програмата кажав дека конечно ќе направам да не гинат луѓе помеѓу Драчево и Пинтија и 2,5 метра ќе го проширам патот за велосипедисти. Затоа што таму гинат катадневно луѓе. Драчево и Пинтија. Да. Браво. И сега што се случува, знаеш, во моментот? Не. Градежна експанзија од пред 2 дена. Таму и он се слика дека го прави сега да го прави тој пат. Зашто не го правеше 4 години? Чекаше Перо ка ми каза бурек да изеде. Па немам појма, ете. Значи тоа се работи кои не коштаат бог знае какви пари. Тоа се све реални проекти што ви ги говорам. Сега исто би се за велопатеката, нели, Драчево Пинтија, едно нешто што е ви како говорам, нешта што постојат само ќе доградиме. Само молим те, продолжи ја велопатеката по Првомајска. Првомајска ја направија, таму гинат луѓе и без тоа. Сваќаш се вози пребрзо. А тоа низ кисела вода до Центар да се има со велосипед. Абе до Марков манастир треба да стигнеме со велосипед. Значи, Абе срамота е бе. Абе срамота е со джипови. Точно е тоа што го говориш. Значи Марков манастир кога ќе дојдеш од Марков манастир за да дојдеш према Пинтија,
тука се гине стравобално. Тоа свират, тоа се тука свашта се случува бидејќи стварно и тие што возат коли се оправдано Нарапна бесни. нерви. И Да. сите се наравно нерви, Лоше се патот. патиме ние 7-8 Ма души со лоше точаци. патот. Ние цело време бегаме десно, ама имаме проблем сериозен. Така е. Ние зимаме пола Така метро, е. ама тој пола метро му значи дека на тој другата страна може да Така направи е. сообраќај. Така е. Така да сите се во право. Има простор тоа да се изрази. Значи тие 5-60.000 луѓе од Рачево и од околните села со сигурност, без разлика што он ископал дупка или ја направил, не направил, јас ќе го завршам тоа 100%. Значи те гледам во очи и на сите граѓани овие работи што им ги кажувам, ќе ги направам. Значи тоа што ќе обичам, ќе го направам. Една многу битна работа. Имаме готов проект. Македонско село. Го заклучија. Ле, Значи, окей, болна работа ми е. Не, прекрасна. Си бил тамо? не само што сум бил, сум живел тамо. Прекрасно е, Значи, нели се ама, слагаме? Еве, не мора да биде тоа простор кој мора да прави пари. Ние тоа ќе го дадеме на занајчиите, ќе го дадеме да направат дополнителна вредност, ќе им го дадеме на сликари, ќе им го дадеме на студенти по сликарство од Ликовна академија, ќе им го дадеме на сите оние кои творат различито и не се комерцијално ориентирани, но Уметничка колонија? па, например, уметничко-културна колонија со занаечество. Така е тоа крстено. И сите таму ќе направат некаква дополнителна, додатна вредност. Значи тоа ќе биде само одржливо село, нема да мора градот многу да финансира. И од веќе готовиот проект ќе живеат тие луѓе, значи ќе дадеме на 100-150 луѓе кои ќе ротираат со годините, значи ќе го добиваат тоа на користење од 2 години и после тоа ќе ротираат други сликари, тие ќе продаваат слики, сликите ќе бидат со некаква вредност, таа вредност ќе има додадена вредност за градот и така од ништо ќе направиме нешто. Ресторанот ќе остане? Значи може да има некаков ситен ресторан, но тоа нема да биде цел во Него самиот. прекрасен беше ресторанот. Се согласувам, ама тоа е еден дел од ваквото, тоа е Охридска куќа, тоа е Крушевска куќа, значи сите тие куќи Знаеш ќе колку добијат. идевме таму? Колку убаво место. Ете, видиш од ништо, значи за тоа не требаат пари, тоа е веќе готов проект. Значи, ете, пробувам да ти кажам некои работи што може да се направат со сигурност. Ајде сега уште за една многу Без измислување топла вода. Да. Па така е. Да, една многу битна работа за граѓаните на Скопје. Имаме недостаток на градинки. Имаме недостаток на основни училишта. И сега ми викаат како вие тоа ќе направите да има повеќе градинки со истите буџети што било. Многу просто. Замисли овие 30 години, тоа што го крадеа 50% од парите, ќе имавме плюс 30 градинки, ќе имавме плюс 30 средни школи, ќе имавме не знам колку тратан стази и места за спортување. Така или не така? Така е, ама... Ама не може да те докажеме. разбирам. Чекај. Ама не може да кажеме, а? Ама и што со тоа? Парите се украдени. Што со тоа? Значи, ако, реков ако, Ако? сега натамо во овие 4 години ќе изградиме 4 градинки од парите, бидејќи ние нема да крадеме. Аха, Во Левица нема шанси, ќе ти отиде раката. Значи нема тоа заврши. Овоа осмелување на еден куп млади луѓе што имаат своји работни места, што имаат свој личен интегритет кој го жртвуваат во името на граѓаните, готово е. Со оваа политика 30 години завршува оваа ера. Почнува нова ера на честни луѓе, на луѓе кои ќе им бидат слуги на граѓаните. Мислиш дека стварно толку години наназад се крадеше одека во градот? Па, не знам, ти сам ке размислиш, луѓето, граѓаните знаат, јас на изборите тврдам дека ќе им пресудат точно за тоа што го правеа 30 години. И едноставно еве да се стрпиме до 17. Јас некои работи знам што не мислам затоа што сум вака оптимист и мислам дека на 17 октомври некои работи ќе почнат да добиваат друга димензија. Или ако сакаш трета димензија, како ти сакаш. Како љубиш. Само да не ми е 3D анимација. Не, нема шанси, ние нема да даваме пари за тоа. Pero сакаш да направиме една мала пауза и да пуштиме нешто да илустрираме, а и сега ти одбери вака нешто што би ми препорачал. Како што е поредно редано, така. Ето тоа. Ајде. И после ова ќе одиме со блок реклами. Океј, да, важи. Режија, еве уште еднаш одново, чекај да видам звукот дали е све пуштено. Режија, во ред.
Ретки се оние кои имаат храброста да посегнат по своите соништа. Уште поретки оние способни да ги реализираат. Велат дека уште како дете беше камиказа, а прекарот го доби уште на првите надпревари по гимнастика. На секој тренинг сакаше да ги собори собствените рекорди, секаде да биде прв. Во гимназиските денови формираше повеќе бендови. Со нова генерација победија на зајачарската гитаријада во 79-та. Потоа го формираше првиот југословенски панк бенд Фол Јазик, па New Wave бендот Модел. Од љубов кон уметноста дипломира на драмскиот факултет. Пошто одигрува повеќе од 600 представи во театарот на Љубиша Ристик во Суботица, притоа глумејќи и во неколку ТВ филмови, а го игра и легендарниот лик Рио во култната серија Трствија Скопје. Страста и талентот го водат кон функцијата уредник на музичката продукција на МРТВ. Таму, заедно со колегите, успеваат да издадат над 180 изданија, од кои Архангел, Санаториум, Ареа, Last Expedition, Меморија, Анастазија и други. Заедно со директорот на продукција Јане Коџобашија прават и антологија на македонската народна музика, со што е зачувано македонското културно наследство од забот на времето. Го возобновува Скопскиот фестивал со ревиски оркестар од преку 100 членови, чиј уметнички директор е цели 10 години и станува шеф на македонската делегација на Евровизија 2000-та во Стокхолм. На скоро 40 годишна возраст влегува во приватниот сектор и ја основа компанијата KLS, која работи успешно до ден денес, одржувајќи ја повеќе од 20 години својата позиција како број 1 компанија за организација на настани во Македонија. Успесите не ја гаснат неговата жар и мотивираност за нови предизвици. Продолжува во полн трк на многобројните маратони низ светот. Трча во Будимпешта, Прага, Рим, Њу Јорк, Даблин, Мадрид, Малта и други. А над се, како прва љубов му е Скопскиот маратон. Во последните 5 години станува страствен велосипедист, а на последните 2 трки во Маврово освојува второ место во категорија 60+. Пред некоја година доживува близу смртно искуство, по кое за прв пат се соочува со фактот дека животот е навистина маратон со многу препреки. Неговиот ентузијазам и истрајноста станаа поважни од брзината, но и сознанието дека е залудно трчањето ако не ја поминеш целта. Како менаџер, главни приоритети секогаш му биле вработените, фер однос и врвен квалитет. Тој веќе не се трка само за да биде прв, туку и да придонесе на заедницата, подавајќи ни рака да му се придружиме. За она што го сакаме, се ќе направиме. За спортот, за уметноста, но пред се, за нашиот роден град. Скопје, те сакам. Се извинувам за малку подолгата пауза, а во ред продолжуваме разговорот со Петар Георгиевски, за мене Перо Камиказа. Така е познат скопски лик, веќе што се вика урбан скопски лик и урбана легенда, кај и да е, веќе сме на добар пат да те ставиме во легендите, во лејата на легендите скопски. Само немој мавзолео да ме ставаш. Не те препарираме, тоа немој, молим те. А слушај, у левица си. Who knows, као Ленин, ке има после ке тебе паради, ке те посадат. Да, у некој стаклена ботаничка живоградна бавча. Ондека кај што е премотеј, ке те изложиме таму. Ајде Боже, немој да го стигнеш. Да, и Апасиев со бела брада вака до овдека, Гишке пее химната.
Малкумина знаат дека си бил опасно панкериште и дека крајот на 70-тите години си бил моторџија си и денес, ама дека си бил апсен, како криминалец. А уствари, пардон, не како криминалец, туку како опасен антидржавен елемент. По својот изглед. По својот изглед. Да. Кажи за што се работи, пошто јас знам да не раскажувам. Другарот Тито, јас тогаш се вратив од Лондон и ги слушав Sex Pistols во живо, во Марки клуб, и тотално ми се смени филозофијата за музиката, се шекна со други зборови. А татко ми како директор на основно училиште Јане Сандански, во Битва за Дучанџик, дојде да ме дочека, бидејќи тогаш купив акустик бас појачалото, се го купив, и гитарата, и дојдов Плаво Фарман, исто као Сид Вишис, басистот од Sex Pistols, имав 5 минјуши на убото и 2 зехарнадли на устата ставени. И татко ми не кеше да ме прими кола, со такси си дојдов. И тоа беа денови кои навистина беа травматични за моето семејство. И која те види? Да, и тоа беше стана религиозни. Значи не одев и во гимназија. Почнаа да се крстат. Да, вика, ова лудило нема нигде. И сега, значи, бас појачалото, фол јазик го формиравме, тоа беше меѓу првите панк бендови во бивша Југославија. Фол јазик, човече. Како се викаше пејачот? Крле. Крле. Страшен Леле, лик. каков лик, не виде. Што е со тој човек се Тој извинува? мислам дека живее во Лос Анџелес сега во моментот. Невиден, бубњарот почина. невиден, Да. Гезал Бубњарот, почина. да, почина. Бог да го прости. Си го зема сам. Крле. Да, во Прилеп, таму на ливадите во Мариово. И остана Бата Панкер. Значи тоа е отприлика легендарен. Знаеш ли што помнам од вашето? Дете. Звучна проба на плоштад треба да имате настап, 79-та, мисля, че не? Да, 9-та. И ладно беше. И се му вика, ај на микрофона да проба да направиме. Искача Крле. Ни студи. Абе, каков лик беше, човече. Да, и сега ние да кажеме, као деца се газевме од да, смеење. и да ти кажам, тогаш беше доаѓаше другарот Тито и едноставно тоа што јас исто ќе се трудам да го вратам доколку дојдам за градоначалник, доколку имам можност да влијаам врз полицијата. Значи, тие позорникарите. Позорникари? Позорникарите, полицајците кои беа задолжени за маалата. Секој маало имаше свој полицаец и тој полицаец знаеше скоро се за сите фамилии. Чии се децата, какви се децата, што прават децата, кој е скаран со жената, кој не е скаран со жената, кој е криминалец. Тоа во сите поголеми метрополи го има. Така. Ние го имавме на време. И сега тие одлучиле дека ја ете ради лошиот изглед со Нешко Миличко и продава книги сега на плоштад. Уште 2-3 не турија да се одмараме у Карпу станица и не ни кажуваа зашто 2 дена, ни праќаа некои полицајци да ни спрашуваат со што се бавиме, зашто вака чудно изгледаме. Да, и ние баш уживавме за фреканцијата со нив. 2 дена добивме бесплатна храна и пиевме таму кафе од тој. Тогаш, знаеш кој, вика, немало автомат. Ама ќотек не. Нема, каков ќотек? Значи финоча чиста. Не може ќотек пошто он дојде интелектуално да се такмичи со нас, ние у тоа време Уште ги имаш пунси дупките на ушите. Да, и едноставно дојде Борче се викаше полицајецот, кој денеска го памтам. Викај сега готово заврши целава работа и одиме наке дома, му викам мајка ми татко ми знаат ли бе кај да не се секираш, вика се е во ред, вика. Поготово на мајка ти кажа, вика да не се секира, вика ова е само ради мерка на предистрожност. Му викам каква е оваа мерка? Вика перо пубо да си шишаш и тоа плавата коса и минџушите да ги извадиш, вика и нема да имаш проблеми. Така беше. Панк, сега, што е смешно? Значи некој од пиарот на Перо Шилегов читал од приказните што јас ги кажувам, реално што ги живеат. И Перо Шилегов има настап на телевизија во која кажува дека е ишишал косата и станал панкер. И ставил работнички мантил. Значи ти на Ники Лауда му кажуваш како се вози формула. И ако имам шанса да го прашам некој, ќе го прашам барем еден албум да ми каже од тоа време. Еве јас ќе ги изустам, може ќе ме слушаат неговите пиарџи, Sex Pistols, па после Clash, Bon New Wave. Не имиња. Кажи ми 2 албума. Кажи ми еден албум од Sex Pistols. Од Sex Pistols Nevermind. Nevermind the Bollocks, here's the Sex Pistols. Е полниот наслов. Така. Од Stranglers? Значи, од Stranglers Жан-Жак Брнел, басистот е мој идол.
Значи, Јанко, зборуваш со многу едуцирана личност на таа тема, имам преку 700 албуми, од кои Punk и New Wave имам над 150. Али ова со Мантилов, баш ќе го пробам, ќе облечам сега кога ќе свириме некаде со овие бендоеви, ќе облечам работнички мантил и ќе се ишишам пократко за да бидам панкер како овој сегашниот градоначелник. Чекај сега, малце ме будиш, го расплеска повеќе пати. Па не го расплеска повеќе, висто мислам, еве ти Тоше, имаш Извадија една твоја изјава дека ако не се кандидираш за вториот круг, дека браво. гласот ќе го дадеш за Петра Шилегов. Ама за во еден правец. Не разбирам. Да, за во шутка. Прво, а после се знае каде. Значи се извинувам, да ви кажам на работа. Апсолутно добив забрана од сите телевизии. Прво ти благодарам тебе на ова отстапено време. Добро. Значи, Алфа телевизија требаше да имам интервју. Се случи тетово и ми јавија дека ќе имаме само 40 минути. Потоа ми јавија дека едноставно нема да има можност за емисија. Значи, ја не сум барал да во емисија, некому повикале, тоа е во емисијата на Момировски. Добро. И на крај ми кажаа дека во 8 сат дека не треба да доаѓам на емисија воопшто. Во Алфа. Во Алфа. А другиве телевизии? Само момент. Момент Во- монументално. Во 10,5 сат, Да. Таравари на телевизија, 2 сата. Тамо. Таму. Добро. Истата емисија. А другиве телевизии како се спремат? Другите телевизии сега треба да следат. Мгм. Значи има дебати, таму нема ваква можност како со тебе Мгм. да се јаде бурек толку време и да се кажат сите проекти. Мгм. И едноставно ти си единствената светла точка во ова место каде што некој човек може да ги искаже своите ставови и мислења, а при тоа да му биде дозволено тоа да го направи. Вака, да се разбереме и ти, а и гледачите. Ниеден од вас не беше поканет, сите овие до сега. Сите што дојдоа сами се пријавија. Бидејќи гледаш кога сме како телевизија и ја дека немам редакција, сум сам, беше јавен повик на Facebook. Така е. Најпоштено, кој дојде беше Јас дури ти кажам, и послушен. без разлики да не беше ова, ќе дојде во емисија за Така, тебе за сосема Така, други. а на страна тоа што секако го добиваш и ако погледнат на мојот канал, ние имаме и неколку емисии Да, и тоа се многу гледани емисија. Да, прилично интересни, каде што малку поопуштен беше. Постегнат си сега една Политичар друга бе, сега шема. станувам. Мислам сега, ми кажа една реченица Перо, мене многу ми импонираше по телефон. Викам, што сакаш бе Перо од мене? Перо ми вика, да, овој Перо, го зборам као да не е тука. Вика, Јанко, сакам да се видам со тебе, кафе да испијам, да ми кажеш како го издржуваш све ова. Која бе, викам Перо? Па вика, те ова што ти го прават 20 години, мене ми го прават овие 2 недели. Ништо, Перо, јади бурек и уживај. Па добро бе, на почеток сум извини, Да, Љуфер сум оваа работа. Како Љуфер си, како го доживеа сега Страшно, ова ниво? значи- Си бил, си учествувал на сите кампањи, нели, со разглас, со техничка опрема, знаеш што е кампања, знаеш што се дешава, ама сега прв пат го чувствуваш на себе. Велиш страшно. Попиши го. Страшно е затоа што притисокот е неверојатен, секојдневен. Сигурно им гори многу под нозе на големите две политички партии. Левица е во страшен подем, јас сум во страшен подем и имаат сериозен проблем. Со луѓе кои се така речи без пари за кампања, успеваме да се справиме со тоа и рейтингот да расте стравобално. И сега нема се уште официјални рейтинг листи, се е тоа партиски некакви анкети, се уште нема ништо официјално. Зошто е тоа така? Па, сега ќе видиме на крајот, на 17 октомври. Сега можеме да се зезаме, маце пред да почнеме уште на 15 октомври, се извинувам, на 17 октомври Овој народ ќе го земе во раце, судбината во своји раце ќе си го земе во раце судбината и ќе го прогласи една голема победа и така е. за Македонија. Така е. И така треба да биде. И ние сме за теа. Да. Како беше легендарната твоја реченица во Трст вија Има многу Скопје? тамо. Не. Една е култна твоја. Една е култна твоја. Не смееш да ја изговориш. Кажи бе, ќе изговорам. Што те боле? Добро. Добро. Мислам дека сите што ја знаат таа серија, не знаат и дека си бил и актер. Мисля дека сум на Туршчик некој новинари. Баре? На Туршчик дека сум. На Туршчик дека си. Да, дека а ти нема имаш факултет за драмски академија. уметности, да. Зашто го напушти актерството? Па требаше да ја хранам фамилијата. Поштено. Значи ми звонеа
Исто и јас затоа радиото морав да го напуштам. Да, повеќе пати дома во Карпуш 4 кога живееа ми звонеа на врата за плаќање на струја, за плаќање на сметки за телевизија, за вода, едноставно со таа плата која бев вратен назад не можев да ја издржам таа пресија, едноставно по 2-3 месеца не можев да си платам основни комунали и работи и тогаш решив да влезам во приватниот, така речи, бизнис. Станот си го ставив под хипотека. Вложи во опрема? Не вложив, хипотека го ставив станот, значи фамилијата си ја ставив, така речи, на... Ама парите ги вложи во опрема? Ги вложи во опрема. За малку можевме да се случи да видиме доле во парк да се преселиме. Ама за среќа успеа, излеговме од таа криза и КЛС веќе многу години, 25 скоро. Ја не те памтам како спортист. Кога тој ген го покажа ова и со маратоните, гледам се слика стомачни, без срамота е на овие години. Па да ги извадам. Треба да имаш мешеве. Еве сега пуштам. Сега се учам да бидам политичар. Дали е тоа пред големиот твој здравствен потрес или потоа спортот? Дали те приначу? Јас сум спортист од дете. Ајде почнеме за една тема која за мене е многу болна. А си спортист од цел живот јас сум prvак. Добро, тогаш не Македонија во гимнастика. Значи на своја 6-7 година, мислам дека Јове Јованов кажа дека психомоторика ми има крстено камиказа. И сега тој наумновски борче. Таму ти доаѓа камиказа? Затоа што си прел. Мислам дека го има и на спот тука мојот кум, на димакот кажува кој е кума. И тој наумновски борче за мене беше светиња. Значи јас едноставно таму пораснав и како личност и како човек. Сега кога ќе поминеш таму после Сити Мол, гледаш едно ругло, една руина, која од Бог знае какви лукративни причини сите овие години стана гнездо на ѓубре, отпад и било што друго. Со други зборови, салата Партизан збори? Партизан 4. Со други зборови, на сите овие населби кои гравитираат околу Партизан 4, тоа значи Карпуш 1, 2, 3 и 4. Па тука вклучувајќи го и Влај, бидејќи Ѓорче имаше исто свој Партизан, спортска сала. За мене е тоа најголемиот пораз, ако мене ме прашаш, од цело што ти го кажував. Јас се извинувам, ја го гледав, го пуштавме дека Шилегов како дава пресови, како тргнуваме, сечеше ленти во реновирање, години помина, па ја мислам тоа е реновирано. Значи со Дарко двајцата си дадовме вчера на митингот, што се рече, се обеќавме дека во Карпуш со заеднички сили прво што ќе направиме, ќе го направиме Партизан 4 повторно да биде место кај што ќе се случат детски. Чекај, сакаш да ми кажеш дека ништо не е обновено? Затоа што на голема помпа беше дека Ништо. Не е ни почнато, не е ни ставено еден прозор. Значи тоа е проект кој ние во Карпуш заедно со Дарко прво ќе го направиме, значи, да го вратиме дечкиот Джагор. Феноменален пиар има Шиленов. Да го вратиме. Почнуеш, сликај се и ти викаш работи. Значи да го вратиме Джагор детски таму, да ги вратиме децата на спорт, а не на друга и алкохол. Значи на ние постарите да можеме да фрлиме некој баскет, да можеме да поиграме некој пинг-понг, горе теретаната да ја повторно да ја отвориме, да можат луѓето од Карпуш 3 и 4 тука да вежбаат и да се случуваат еден куп убави работи што се случува во времето на мојата генерација и во генерацијата на син. Значи, како беше тогаш тоа? Многу ми е жал. Членарина се плаќаше? Да, некои плаќаа членарина, бидејќи јас бев спортски активен, фактички бев представник на Партизан 4 на Унувски борче и на државните првенства и во Дојран и секаде. Сакам да кажам, нема да биде дадено на приватници за општината ќе го превземе во владение и после тоа ќе види како тоа ќе го регулираме понатамо. Не може, нема шанси веќе вакво ругло во центарот на градот на еден од највелелепните Сити Мол места да епицентар е сега на Скопје. Значи Карпуш да го нема тоа како проект. И сега мислам дека уште една работа ќе кажеме и мислам дека полека со програмата ќе завршиме со некој дел. Има едно место Купром. Ти си у центар, јас па кога возам точак обично проаѓам од таму у Хром и со години го гледам. Тоа ќе биде нов младински инкубатор. Значи не може да има само еден МКЦ,
и да биде само младински културен центар. Тоа требаше јавна соба да биде. Јавна соба збориш за сега што е Сега. Значи тоа е многу мал простор. Овој простор страобален. Тоа е као Метлика во Љубљана. Каде е тоа? Значи, За кој Купром зборим? фабрика е Хром населба и одма до реката Вардар, од левата страна. И тоа ќе го направиме младински инкубатор. Тоа е веќе во третата и четвртата година од мојот мандат. И тоа ќе биде место каде што ќе ги задржиме младите да не си одат, бидејќи тоа ќе биде сега е руина, ќе биде место каде што младите ќе можат да творат. Значи, не знам, вие со вашиот бенд кај вежбавте? Дома кај мене, у подрум. Дома кај тева, некојаш во МК во тогашен дом на млади добивте шанса? Не ни дава. Не ви дава. Ова место ќе биде со 4 до 5 опремени простори, каде што ќе може да се снимаат бендовите, каде што ќе можат да творат сите субкултурни бендови, каде што ќе можат да направат електронски инкубатор, све ќе биде Wi-Fi зона таја. Значи, едноставно Извини, тоа ова ќе биде... требаше да го направат големите бендови, да го поведат. Например, Лепи Сол има моќ и пари и влијание уште на времето и тоа можеше да остане до ден денеска. А знам колку кука и колку кукаше Владко Стефановски и Грани Таки, како требало некој хангар бар да имаме сите да се обединиме, приказки и ништо не се случи. Сега ќе се случи, значи вин-вин ситуација и ова место во наредните значи првите 2 години овие претходните проекти ќе ги оствариме. Ова е малце посериозен зафат, бидејќи навистина е голема руина од фабриката. И ќе го направиме едно културно место за живење, како што го имаа тоа Белград, Загреб, исто повторно Љубљана, како Метлика и така натаму. Не би зборувал повеќе за овие работи, едноставно уште нешто. Јас бидејќи го поминав, тоа е тоа. Викаш ова може да се обнови, нема да ви се сруши над глава. Ништо нема да се сруши, А све ќе колку биде. е уништено, ова е стварно големо. Така, видиш. Чекај на мапи да видам точно на мапа каде го дава. Одма до Вардар, крајот. Храм. Да, не го дава. Добро. Да. Но генерално го гледам. Ти Ова е добра и оригинална идеја. Да, оригинално. Што беше Купром на времето? Фабрика. За разноразни работи. старата фабрика Хром нуди можност за создавање студентски град пред 2 години. И ништо, приказки за мали деца. Не, ова ние ќе го стварно реализираме. овде може и Па и за сцена. концерти и сцена, да, бе, Јанко, видиш како. Браво. Значи, Големо е стварно. се разликуваме од овие, нели? Малце? Да, интересна идеја. Што ќе Да, правиш со сообраќајот, јавниот сообраќај? Како овој метеш? Има неколку идеи за пешачки зони во Скопје центар, за центарот на градот. Да. Ќе биде дозволено возење 30 на час, колку што возат велосипедистите. Па тоа и сега, ама колку Не, кој го сега е контролира? 50 на час. Значи, и свират трубат тамо кога ќе пројдеш покрај рекорд, дека Добро. тука нема веќе пешачка, нема велопатека никаква, Нема. мораш да се машкаш Така е. преку аутобусите. Кога ќе ставиш 30 на сат, нема да може да овако вози, џандар ќе ги казни, дебело ќе кошта казната во центар, значи, или ќе го забраниме движењето на возила во делот кај рекорд. Значи, Тоа е одлична идеја. за да можат оние што ќе возат велосипед да стигнат до велопатеката, каде што е возможно да се стигне, и од тука нека возат 50, колку што е дозволено низ целиот град. Значи, тоа се некои логични работи кои не чинат пари. Некои мегаломански проекти, Е. метро, Не, надземно, подземно, тролејбуси, трамваи, такви работи? Еве еден мегаломански проект. Ти, Добро. не знам, не си живеел во Карпош 3? Не, ама има в Дуќану Карпош 4. Супер. Тука имаше бавчички мали егејци има, научени и тука одгледува патлиџан, пиперка, кајси. Сите имаа сами направено, избрано некој парче земја. И се до Александар Палас, целиот тој потек околу Алумина фудбалскиот клуб беше со парцели каде што граѓаните од Карпош 3 одгледуваа некакво земјоделско градинарство. Сега има еден голем дел од керамидница нагоре кај Ново Лисиче, кој е ѓубриште, ние тоа се ќе го исчистиме и ќе го дадеме Вардариште дел не. Значи Вардариште е посебен проект. Мислам дека овој пат нема да говориме за него имаме посебна идеја, но ова е нешто слично од
нешто што не постои и нема никаква вредност во моментот, ќе им дадеме на граѓаните по 100 метра квадратни, ќе си плаќаат 100 евра годишно, и тука ќе може да си садат патлиџан, пипер, да одгледуваат еколошки растенија, што ја знам, зелка, што рече пред малку ти, кромит. Кој дел, бе? Кој дел збориш? За што збориш, бе, Pero? Значи, ќе ти го кажам, точно тоа е едниот дел кај, ете таму, сега си после од Вардариште лево, маце. Од која страна? Од кај Ново Лисиче, кај што се игралиштава на Не, да. кај што се игралиштава на ФФМ? Значи, Ова е Ново Лисиче. Ова е Ново Лисиче. Ова ти е Вардариште. Така, Така. Овде има парк. Така. Овдека е празно. така. И Овдека сега, е паркот со авионот. така, таму. И Добро. сега тука ти ќе добиеш право да си садиш нешто. Овде. Така, меѓу другото и таму. И добиеш парцела. И имаш пазар среда и недела од еколошки производи од тој дел. И тоа не е некаков, Бог знае каков проект, така? Ама ќе добие смисла целото Мислиш тоа. дека е Па еве, нека ни пропадне еден проект од сите овие, не е ништо страшно. Али мислам дека, кога ќе се сетам дека умало со Борис Дамовски, поминувавме од таа страна и знаевме од бавчите да им отвориме и да им украдеме убави големи патлиџани, значи јабучар тогаш јадевме. Овој таман сачувал 40 на патлиџани да му созрат, ние малку позрени ќе му ги земевме, еден-два патлиџана и се мезевме тука покрај заедно со сите овие млади деца, по некоја кајсија знаевме да собереме, да се радуваме на тоа малку нешто што го има и тоа ми остана тоа како некаква како се вика дилеј варијанта во главата и можеби е можеби звучи неперфекционистички како се ова сега што кажа, но сепак ете ми стои како идеја. наемна луѓе нека отворат малце и голубарство да се занимава. Тоа е барем онаа традиција скопска. Па у наше мало да мажер мало да, имаше. за голубарите тоа е специјално, има таклабас, има разноразни голуби и од тоа имам. Превртачите мој да, омилени. имам да преметачот тачно е. Тој надоле што паѓа директно. Паѓаше вака, да, мислиш, што прави салто мортале. И една исто многу болна работа, во наше време ние сите бевме згрижени по клубови, по работнички за атлетика, по наунумовски борчи, како што зборував, Карпуш 4, Партизан 3. Денеска е тоа елитизам, се плаќа скапо, можеш и денеска. Па, не можеш патики да облечеш, не е битно. Битно е дека сега барем има еден куп ентузијасти спортски кои направија чудо во атлетиката. Тука пред се мислам на Адријана Попарсова, која го обори женскиот рекорд на Скопскиот маратон сега ова денеска. на Скопскиот маратон. Она е победник, да. Така е и Дарио Ивановски, кој е тие деца ќе видат европски ѕвезди со сигурност. Но голем број од луѓето кои се IT, доктори, инженери, музичари, глумци се приклучуваат кон тоа спортско дружење и од тоа произлегува дека нивните деца веќе ги носат во разни клубови кои се отворени, као Коранерс, као Nike Running Club, кој е еден од најстарите, као Кираџиев систем. Значи, тие луѓе кои се бават активно со спорт, прават да го пренесат своето знаење сега на новите генерации. И јас како градоначалник на град Скопје, значи во сите тие клубови ќе инвестирам одреден дел од буџетот за да можат на младите генерации да им го пренесат своето знаење, а при тоа да учествуваат на разни маратони и полумаратони или такмичења секаде во светот. Градот Скопје ќе биде еден од главните спонзори на индивидуалниот спорт. Скопје има 2 базена кои функционираат. Сметаш ли дека се доволно? Ова е предпоследното прашање. И има ли шанса да се добијат повеќе базени? Затоа што кога ќе отидеш на овие базени, тоа е веќе дегутантно од калабалок од луѓе. Очигледно дека трие први проекции што беа пред 40-50 години, одамна сме ги надминале, а гледам дека има потреба за такво нешто. Ајде ми спровоцира уште една работа, немав намера да ја кажам, бидејќи имам уште неколку работи во програмата, ќе рече тој Бетро Чилегов. Дебе, ако толку те провоцирам, ај донеси една вегета да ме посипе, вајде. Значи, да, молим те. Дали си сеќаваш на низгалиштето? Како не се сеќавам? Како се викаше базенот? Отворе, Плаја Виста. Плаја Виста отпосле, иначе Отпосле. беше, мислам дека Младост се викаше, Така е, ако не се, значи, под калето. Под калето. Тоа ќе биде и тоа е исто
потпаѓа под град Скопје и тоа ќе биде еден од проектите Ама- на ревитализација на лизгалиштето и на тој базен. Тоа ќе биде дадено во приватна А кога концесија. рече саем, бидејќи таму беше стариот саем, ти што рече, каде саем ќе правиш? Петровац. Петровец ќе правиш. Овдека Немој без да кажеме ќе фрли лопата се утре жити се. у Петровец или ваму И на... вамо таму кај стига одма лопати фрла. Не е битно. Ја го викнав, не дојде. Па добро да, и што ќе кажеш? Таму беше старото сајмиште, Плаја Виста или така наречените тие базени кои како деца одевме, ако се сеќаваш, Ма ја Перо. го сеќавам, јас таму пораснав. Таму Драган Костич прв пат пушташе музика горе во лизгалиште, најубавиот чај го пиевме на лизгалиште. Еве ги. Најубавите. Еве да. го лизгалиштето. Ето така. Еве го лизгалиштето. Руина. Еве ги базените. Уште постојат базените. Све постои. Човече, ние стварно не треба да измислуваме топла вода. Па и овдека имаме сала една која е Па, добро руинирана. Па каде е работнички Па салата? добро утро. Све тоа ќе обновиш? Да. Се што е во спорт, значи ќе биде во приоритет. И тоа нема кошта Бог знае колку пари, ова со приватно. Ќе правиш пак лизгалиште? Да. Значи тој што ќе го ние ќе го дадеме ова на јавен повик Добро. и тој што ќе даде најдобра понуда за ревитализација на овој објект во оваква габаритна вредност како што е сега. Дали сметаш дека исплатливо пошто има нели у Борис Трајковски веќе едно? Ние види, има Дали во Борис сметаш дека Трајковски, има ама потреба нема за уште нема едно? ваков отворен базен олимписки. Зборам за лизгалиштето. Не, лизгалиштето е една работа, ова е отворено лизгалиште и пази, можам да ти кажам на работа, јас овдека сигурно ќе одам да лизгам. Јас сум овдека пораснат. Ова се сите мои места кои ми ги узурпира и ми ги уништија Не, овие 30. друго те прашувам, се од Ајде. менаџерски аспект. Ајде. Дали сметаш дека еве у Борис Трајковски, до Борис Трајковски се отвори лизгалиште. Така. Дали сметаш дека го исполнува капацитетот и дека има потреба и ова да се ревитализира или да се претвори во нешто сосема? Не. Точно така како што изгледаш. И тоа ќе биде повторно едно место за концерти правење, кога нема да биде, како се вика, лизгалиште, базенот ќе ќе добие својата смисла, може да се направи да биде и некој еден дел за ноќниот живот во градот Скопје, бидејќи нели помалку смета од било кои други објекти и така. Ете ја пустината, Луна парк. Еве, Ете ја. клуб Хавана, Клуб пустина. Хавана. Да, пустина. Пустина. Да. Сахара во Централ парк во Скопје. Ние брз се сеќаваме на некое десцо да возиме Тоа нешто бе, и Јанко. така натаму. Јас и ти, сега ние имаш деца пораснави. Нема деца, нема генерации. Генерации ова дека се- се нема да уништени. знаат вакво нешто. Ама ќе знаат. Ќе го вратиме ова. Да ми веруваш. Значи, не говорам во празно. Значи, не сум лукративен фраер. Значи, не правиш калкулација дали втор круг, не го победуваш. Види, не би ни трнал воопшто во трката ако мислев дека немам сојуз со граѓаните. Во политиката има едно правило, Перо, викаат, јас се извинувам, господине Георгиевски, не заради тебе, Ма, слободно. не, ама заради гледачите. Добро. Има едно правило и мислам стои уклесано на влезот на британскиот парламент. Нема вечни пријатели, нема вечни непријатели, постои вечен интерес. Можно ли е утре во заеднички интереси да се коалицира со оној што, например, ќе прифати дел од оваа твоја програма? Јас на почетокот, кога ме викна во 24 вести или во Свител, сега не можам точно да се сетам, кажав дека доколку станам градоначалник, оваа што е госпожата Ана, која е за екологија стручнак, која беше државен секретар во екологија, кој е исто кандидат за градоначалник, и Данела би ги земал одма у својот кабинет, бидејќи имаат одредени познавања кои јас треба да ги учам или треба да создадам нов менаџерски тим. Значи, тие две, бидејќи имаат своја тежина во целата работа, би ги земал во својот тим. Без суета. Без никаква суета. Зашто Браво, ова е големо, затоа што обично, само од мојата партија, никој ништо друго. Нека не чини, али мора да е од мојата. Нема шанси, едноставно, јас ќе создадам, вака, да направиме меморија како бенд. Јас сум као човекот кој ја создал групата. Добро. Без Мичо, тоа не би звучало така. Без Цале, тоа не би звучало така. Без сите аранжмани и делови на музиката направени од Валентино Скендеровски, тоа не би личало така. Без Бане Поповиќ, од свирената гитара во Оган под звездите, сите спотови направени, без Поце, без Ристо Самарџиев, без Давор Јордановски, тоа не би личало на ништо.
Значи, добар менаџер во музиката. Добар менаџер на град Скопје, добар менаџер во македонска продукција. Можеш да замислиш, ти можеби и знаеш и не знаеш. Јас сум еден од 4 уредници на забавната редакција. Знам. Шпато, Димитар Масевски, Чешларов и јас. Да имам особена чест и должност да ви кажам дека од мојата компанија KLS дефинитивно ќе излезам во првиот ден кога ќе станам градоначалник. Тоа ќе остане кај во владение на мојот син и ќерка кои веќе работат во компанијата и ни еден денар нема да оди од град Скопје према мојата компанија. Значи ни до сега не одеше, така да ништо нема да изгубам. Едноставно, онакви мегаломански проекти по 100.000 евра, како Дино Мерлин, нема да има. Тие пари што ќе одат за нова година. Извини, за Дино Мерлин беа граѓани донирале. Аха. Сигурно има документи за тоа, се знае све, Ти ама ги извадиш? па ја немам што да извадам, тоа си има закон за тоа, си има полиција, си има финансова полиција, си има разноразни служби. Они Ајде си да знаат се надеваме се дека тоа. нема пепел да ти остаат. Па сега, види, и да остават пепел, ние како Феникс ќе воскреснеме со левица. И се што има, знаеш, и Петре Андреевски има една многу пиреј. Колку повеќе не корна, толку повеќе растеме. Мене колку повеќе пробуваат да ме забрануваат, толку повеќе само ме силат. Напротив, ми даваат повеќе адреналин. Јас не сум човек што паѓа на притисоци, не сум човек што паѓа на пари. Значи имаат многу лош непријател во рингот. И мислам дека во сојуз со граѓаните ќе им докажеме дека вакво владение повеќе нема да постои заедно со левица. Ќе направиме се тоа да биде точка. И од овој момент натамо, значи од овие локални избори натамо, само умни луѓе кои ќе бидат слуги на граѓаните ќе можат да дојдат до шанса да бидат дали градоначалници, дали партејници или било што. Може би звучи преоптимистички во овој момент, но јас ти кажувам, многу луѓе од Скопје се охрабрија тоа да го направат. Многу градски деца се охрабрија, многу убави луѓе и по Македонија се охрабрија тоа да го направат. Не од лукративни причини и мислам дека е ова еден нов почеток за Македонија. Доста беа овие 30 години она што се случуваше. Почитувани гледачи, вечерва Петар Ѓоргиевски, кандидат за градоначалник на Скопје од Левица, ја презентираше дел од својата програма. Pero, ти благодарам за гостувањето и ти посакувам успех. Јанко, ти благодарам и се надевам дека повторно ќе се видиме во твоето студио, но овој пат како градоначалник на Скопје и да ме рендаш секој момент за се ова што ти го кажа во твојата емисија ако не го остварам. Джуни, ја немам што да те рендам, само ќе отворам телефони, парче ќе те направат ако нешто преложеш. Значи... А видеото ќе стои. Оган под звездите за крај. Петар Ѓоргиевски и Меморија. Ти благодарам уште за гостувањето. Црвено вино, црвени знамиња. Лека ноќ и пријатно од мене, одиме со Меморија. Во ноќите, во овој час чувствувам еден бел конј умира. Мојот дом
Ноќва виното во крвта ми е. Црвено вино, црвени знамиња. Црвено вино, црвени знамиња пред очите, а сигурно не сум веќе оган под звездите. Не сум звезда што сјае во ноќите. Сонцата денес силно нека светат и птиците да се вратат на југ. Не барајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Не барајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. И птиците да се вратат на југ. Не барајте и птиците да се вратат на југ.